Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во првото издание на новиот серијал интервјуа Утринско кафе со градоначалникот. Започнуваме со градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. Добар ден. Добар ден. Благодариме прво што не примивте во вашиот кабинет и би започнал со тоа каква е атмосферата во Крушево во најубавиот период од годината за вашата општина? Добре дојдовте во Крушево со Отворена телевизија во Отворена општина Крушево. Крушево се подготвува и живее во духот на илинденците, илинденското востание. Ни предстои празникот Илинден, кој е значаен наш државен празник на цела Република, на цела Македонија и го одбележуваме, односно се подготвуваме за достоинствен пречек на секој оној кој ќе дојде во Крушево, кој ќе престојува и секој е добре дојден. Да повикам на сите да го празнуваме и чествуваме Илинден и илинденците на еден достоинствен начин и сето тоа да го пренесеме во еден убав позитивен дух. Би ве прашал како општина Крушево се спрема да го дочека овај можеби еден од најважните празници воопшто за Македонија, дефинитивно најважниот празник за Крушево. Па општината Крушево заедно со сите служби кои ја сочинуваат општината, како што е јавното комунално претпријатие, територијалната противпожарна единица, установите, домот на културата, но заедно и со централната власт, владата и со националните установи кои тука гравитираат во Крушево, одлично соработуваме, се координираме за се подобар достоинствен пречек, како што претходно кажав, на овој значаен наш празник. Градоначалниче, би ве прашал кои се најзначајните настани во кои што крушевчани, па и сите туристи кои што ќе го посетат во овој период Крушево ќе можат да уживаат да ги посетат? Крушево е дестинација за сите 4 сезони и работиме континуирано преку цела година да привлечеме се повеќе настани од кои ќе се раздвижи локалната и регионалната економија. Тука не можам да издвојам некој посебен, но има многу настани кои навистина во удушевуваат со нивното одржување, со млади ентузијасти, млади луѓе, гости, туристи, странци. Тука одржуваме меѓународни првенства во параглајдерство и змејарство, меѓународни првенства во поглед на светски првенства, европски првенства, 7 меѓународни надпревари. Замислете, во едно Крушево се одржува англиско, чешко, словачко, словенско, германско, Нордик Опен, англиско првенство и за прв пат годинава германско првенство, од кој навистина преку кој Крушево руши рекорди со посетеност преку цела година. И тоа од мај до октомври, но и понатаму уште 40 на други настани преку кои преку цела година континуирано привлекуваме гости и туристи. А со тоа навистина Крушево е живнато и навистина се раздвижи локалната економија. Крушево е познато дека има голем број знаменитости. Како што и вие кажавте, место кое што се посетува 4 сезони во годината. Може да ни кажете дали има некаква анализа или кое е чувството дека е најпосетуваната знаменитост на Крушево од страна на туристите особено? Иако сите се значајни знаменитости во Крушево, спомен обележјето и спомен куќата на Тоше Тодор Проевски е најпосетувана знаменитост во Крушево, но и пошироко. Не посетуваат, најпрво склучивме меморандум за соработка со Нова Градишка, Република Хрватска, каде што трагично несреќата не поврза дополнително со тој град и таа општина, но и доаѓаат од целиот Балкан и од цела Европа да ја посетат спомен куќата на Тоше Тодор Проевски, иако е под централно ниво таа национална установа. Меѓутоа, имам информации дека над 1,5 милион посетеност има таа. После незе 1,5 милион посетители годишно? Не, до сега. До сега 1,5 милион од оние што се продадени влезници и карти. Меѓутоа има и плюс од тоа каде што има доброволно волонтерски, каде што гравитира голем број на посетители. Тука исто така Македониум, каде што е прогласен 2018-19 година четврт споменик во светот со специфична градба. Истиот е изложен во музеот во МоМА во Њујорк. И исто така доби на привлекување на се повеќе гости не само од внатрешноста на државата, каде што е символ на слободата и непокорот, меѓутоа од меѓународно ниво. Доста странци не посетуваат и во тој поглед. Исто важни се и спомен обележјето на Питугули, Никола Карев и сите други на нов Илинденско востание. Исто така
галеријата на Мартиновски, каде што е значајна не само за Крушево, за државата, туку и меѓународно призната со нивни дела. Сега кажавме колку е важен воопшто како град Крушево за не само за Македонија и за целиот регион. Кажавте дека сите овие случувања, сите овие настани привлекуваат туристи, имат надпревари, светски надпревари во параглайдинг кои што ја раздвижуваат економијата, но сепак какво е вашето чувство, дали тоа помага или сепак се уште се бори Крушево со одселувањето на младите? Па не можеме така да кажеме, затоа што Крушево не одминува таа црна чума што ја викаме. Меѓутоа, ние како општина сме должни да изградиме достојна инфраструктура за да навистина привлечиме она што денес се случува во Крушево, а тоа е сите овие настани кои претходно ги наведов, дел, но и дел ќе се случуваат и во наредниот период. Она што навистина работиме е да сите се вложиме. Затоа што не може само градоначалникот да постигне онолку колку што народот може да помогне или одмогне. Меѓутоа, ние сме тие менаџери кои навистина носиме за сега и даваме позитивна клима на се она што се случува. Во поглед на инфраструктура, изградивме околу 50 на километри локални и регионални патишта во и околу Крушево, но не е доволно. Затоа што јас често зборувам и викам, во празна куќа се треба. Она што ние треба сите да се заложиме, не само како општина, туку и како држава, е да навистина на Крушево навистина стане символ, она што викаме столбот на републиката и символ на слободата и непокорот. За сето тоа сите да се гордееме и да го направиме навистина успешна приказна, треба сите навистина да се вложиме за нешто што е значено, а тоа е Крушево. Ви посакувам да имате уште повеќе ентузијазам, да ги работите, да ја правите оваа општина се подобра и поудобна за живење, да имате тука и одговор од граѓаните кои што ќе се вклучат во сама локалната самоуправа, може да биде лидер само, но се комплетната слика ја прават сите граѓани. Една од најважните работи кои што граѓаните ги интересира, али од истражувањата кои што ги имаме направено и како организација и како портал и проектот кој што го работиме, дека граѓаните се многу малку едуцирани воопшто за работењето на општината, а најважниот дел е тука општинскиот буџет. Секој даночен обврзник го интересира, би требало да го интересира каде одат општинските пари, тоест од даночните обврзници, и дали Општина Крушево е транспарентна во врска со општинскиот буџет, дали го објавува на општинската веб страна, дали работи на некаков начин на едукација на самите граѓани да можат да го следат патот на парите, како се трошат, како се прибират во општината. Сите ние како граѓани на општината сме должни да даваме да придонесуваме за општината на разни начини, преку даноци, плаќање локални сметки и така натаму, со тоа го формираме локалниот буџет на општината. Меѓутоа, ние уште во 2018 година се заложивме на отвореност, транспарентност и отчетност, не само кон општинската администрација, туку и граѓаните. Она што е битно, граѓаните да ги даваат, односно да ги подмируваат своите трошоци и давачки, но од друга страна треба општината да возвраќа на начин на отвореност и каде се трошат, што е најбитно, нивните даноци и пари од општината кон нив. Навистина преку непосредни средби, иако немаме многу локални телевизии тука, вие и уште неколку други регионални телевизии, навистина се трудиме преку непосредни средби со граѓаните, не само во Крушево, туку и во сите населени места од општината, да ги информираме, да прибираме најпрво сугестии, барања нивни што се горливи проблеми, горчливи проблеми, долгогодишни нерешливи проблеми, а од друга страна да направиме за сето тоа проектна документација и после тоа да имплементираме навистина проекти од капитално значење за сите нас, за сите наши сограѓани и што е најбитно,
е неселективноста, не само во Крушево, туку и во сите населени места да ги офатиме затоа што сите граѓани се исти и еднакви. Не само пред законот, туку и кон општината. Така, и правата им се исти, не само врските. Сакав да ви прашам дали има интерес кај граѓаните на општина Крушево кај оние отворени седници на совет, кои што се многу се важни баш кога се носи буџет, кога се носат многу важни одлуки како за капитални инвестиции. Дали се случува и дали има интерес да има присуство на граѓани на затоа што и законска обврска е да присуствуваат граѓани за време на носењето на пример на буџет. Да, дел од граѓаните некои присуствуваат, некои не, но преку нивните представници или преку здруженија на граѓани функционираме да имаме отвореност во општинскиот совет, каде што се одвиваат седниците на совет, дел присуствуваат кога се работи за решавање на навистина ова што реков горчливи прашања од нивни интерес. Дали тоа ќе било некое населено место од селата, дали тоа ќе биде од градот, навистина ги вклучуваме преку општинската администрација, ги повикуваме да присуствуваат и да видат како се решаваат или како не се решаваат нивните проблеми и зошто не може одредени проекти да се реализираат поради неможност, немање средства, дополнително барање фондови од државата, така и надвор од незе, но голем дел од нивните барања ги решаваме, иако беа нерешливи за нас. Навистина имплементиравме доста проекти кои значат не само одржливост, туку и развој на нашата општина Крушево, во која што е сега видливо и се гледа навистина. За крај би ве прашал, би го завршил овој разговор со оние најважните кои што би требало да бидат најважни, а тоа се младите. Ги спомнавме прво со проблемот со исцелувањето. Сакам да ве прашам дали општина Крушево има младински совет? За жал општина Крушево нема младински совет. Младите мислам дека функционира уште преку стариот закон за младински совет уште до 2020 година. Пробавме да иницираме повеќе средби со младите, но не гледав заинтересираност со другата страна, односно пројавување на интерес. Затоа ги повикуваме од тука да присуствуваат најпрво на седниците на совет, да видат што можеме да постигнеме повеќе, затоа што младите ги гледам како партнер или двигател на општинскиот развој на Крушево. Посебно во овие мали места, како да направиме одржливост, да ги задржиме младите, не само да ги задржиме, туку и тие да профункционираат, да работат во интерес на нивните млади другари, другарки, да гледаат за развој на Крушево, како би формирале тука фамилии и како би останале. И за крај ќе ви се заблагодарам за разговорот. За крај јас ќе ви посакам честит Илинден за многу години да е и за една година да разговараме на оваа тема млади, барем на малку попозитивен начин, затоа што неизбежно е, но на сите нас е на крајот на краиштата должност да се трудиме да направиме подобри услови и да ги натераме да останат. Ви благодарам и на вас да ги вклучиме се повеќе младите институционално, да функционираме сите заедно, затоа што за жал можеме да останеме градоначалници без граѓани. Тоа е најопасното нешто и работиме интензивно, повторно ќе кажам, на повеќе проекти и повеќе настани како би се вклучиле младите. Преку формирање на параглайдинг центар во Крушево, преку повеќе настани Уенинг Крушево беше доста ентузијастички од млади ентузијасти од Крушево кои се иселени тука од Крушево, кои во еден период задржавме и вклопивме доста млади тука да профункционираат, да работат покрај локалната и регионалната економија да заживее, но не е доволно. Затоа треба сите да се вклучиме во се она што значи Крушево. Јас можам уште еднаш да ви посакам само многу среќа во работата, многу енергија и уште еднаш честит Илинден. Ви благодарам, честит Илинден на сите македонци. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со Томе Христевски, градоначалник на општина Крушево, а ние се гледаме со следно интервју на кафе со градоначалникот од некоја друга општина.